Професор Динан, Европската Унија се соочува со бегалска криза, која се случува непосредно по финансиската. Две големи кризи за краток временски период. Во каква состојба е Европската Унија денес? Две големи кризи, а другата е на повидок, а тоа е прашањето за членство на Велика Британија во Европската Унија. Мислам дека во известен случај тоа е поголем предизвик за Унијата, затоа што ако Британија излезе од членството, тоа драматично ќе ја промени конфигурацијата на Унијата. Но тоа е друго прашање врз кое можеби имат влијание кризата во еврозоната и бегалската криза. Но двете кризи се голем предизвик. Кризата во еврозоната се чини дека е зад нас, иако јас не мислам дека е целосно завршена. Имавме драматични настани на почетокот на годинава во Грција. Мислам дека може да има повторување на таквата ситуација. Мислам дека Европската Унија се обидува да го стори тоа. Сведоци сме на драматични промени на односите меѓу Европската Унија и Турција, бидејќи Турција е на линија на фронтот на бегалската криза, што е дополнителна грижа за Европската Унија. Солидарноста е основна идеја за соработка во Унијата во време на просперитет или криза. Дали тоа е случај и во оваа ситуација? Мислам да, иако е тешко да се задржи солидарноста во 28-те земји членки. Мислам дека со повеќе земји во Европската Унија има поголема разновидност, но и поголеми разлики помеѓу државите и луѓето и тешко е да се одржи солидарноста. Но е уште потешко да се одржи во време на економска криза и бавен економски раст. Доби ли процесот на проширување на Европската Унија нова динамика во контекст на бегалската криза? Дали постои оптимизам Турција да пристапи во Унијата? Јас не мислам така. Мислам дека односите меѓу Европската Унија и Турција се менуваат. Мислам дека Турција се најде во добра позиција да влијае на Унијата. Ова е ново затоа што порано Турција имаше барања од Европската Унија, сега Европската Унија има барање до Турција. Турција сега во можност да постави барање за преиспитување на членството во Европската Унија, иако всушност ништо не е променето во земјата. Процесите во Турција се движат кон оддалечување од членството во Европската Унија. Земјата станува неатрактивен партнер и е со помал потенцијал за членство во ЕУ. Во тој контекст се разбира Западниот Балкан. Дали регионот е се уште на дневен ред за проширување? Дали регионот е важен на некој начин за безбедноста на Европската Унија? Мислам дека Балканот е важен за европската безбедност, а тоа е важно и за безбедноста на самиот регион. Проблемот е во тоа што Европската Унија е заморена од проширувањето. Унијата страда од замор. Во Европската Унија се има чувство дека иако последната рунда за проширувањето од 2004-2013 се случи во период од 10 години, иако подготовките за проширувањето траја дополнителни 10 години, сепак се случи брзо и премногу драматично. Мислам дека проширувањето се уште на дневен ред, но перспективата е дека тоа нема да се случи скоро. And especially with the crises that the European Union is now facing,